Беше тоа на 16 март 1873 година, кога во градчето Гумендже е роден Михаил Чаков, револуционер на ВМОРО. Во 1897 година е привлечен во редовите на ВМОРО од Даме Груев и Пере Тошев. Станува четник во четата на Михаил Апостолов Попето, со кој ги обиколува Воденско и Ениче-Вардарско, пошто станува самостоен војвода. Чаков учествува во битката кај селото Баница Серско, во која загинува апостолот на слободата Гоце Делчев. Но тој ја опишува трагичната случка во спомените како да е очевидец. За време на Илинденско-преображенското востание, неговата чета, заедно со четите на Јане Сандаски, Јордан Стојанов и Стојан Молчаков, со 160 луѓе, водат битка против турската војска, која е со 600 војници. На 23 април 1906 година Михаил Чаков заедно со Атана Спасов се враќаат во Баница и ги ископуваат коските на Гоце Делчев, каде ги оставаат скриени под светиот престол на црквата. На 10 јуни 1909 година е уапсен и затворен во Солун. Михаил Чаков починал на 17 септември 1938 година. На 16 март 1956 година во Скопје излезе првиот број на весникот Народна просвета, весник на културно-просветниот и општествениот живот. Беше тоа на 16 март 1987 година, кога од железничката станица во Скопје тргна првиот воз на електричен погон на магистралната пружна делница Скопје-Гевгелија. На 16 март 2010 година, во петиот надпревар од Светската лига, ватерполо репрезентацијата на Македонија ја победи репрезентацијата на Грција со резултат 7-6. Победата ја подарувам на македонскиот народ и Македонија, бидејќи на вистина заслужи, а грците вечерва научија каде дојдоа и каде е Македонија. Ние им одржавме час по ватерполо, изјави тренерот на Македонија Стеван Нонковиќ. Беше тоа на 16 март 2021 година, кога од направени 4096 тестирања, а регистрирани се 1347 нови случаи на COVID-19. Пријавени се вкупно 17 починати лица на возраст од 23 до 90 години, и тоа 8 пациенти од Скопје, Прилеп, Двајца и едно починато лице во Штип, Кочани, Куманово, Охрид, Кичево, Крива Паланка и Виница. Од пријавените 16 лица се починати во болнички услови, а едно лице во домашни.